Така е, колешке, македонската одбојкарска репрезентација успеа да обезбеди историски успех или пласман на Европско првенство. Она што го очекува сите одбојкарски работници од осамостојувањето на Република Македонија конечно се случи. Македонската одбојкарска репрезентација оваа година во септември ќе учествува на Европското одбојкарско првенство, кое што ќе се одржува во Словенија, Франција, Холандија и уште една држава, ако не се лажам, Белгија, така е. Македонската одбојкарска репрезентација, како што е познато, е составена со одбојкари претежно од Струмишката одбојкарска школа. Во студиото 2 е човекот кој што можеби ги направи и ги израсна овие струмишки деца да бидат квалитетни одбојкари. Кире Ричлиев. Кире, како беше чувството синоќа после победата против Унгарија? Дали ти се радуваше? Како и сите спортски работници или бивши одбојкари, кои со големо нетрпение го очекуваме надпреварот, а не само тој, но ностоп бевме на интернет, ги пратевме претходните надпревари меѓу Швајцарија со Украина и Норвешка со другите кои беа противници, таму што ние очекувавме да ни завршат работа. Знам, екипот на Шведска е доста силни. Беше многу чудно дека Израел ќе може да ја добие таму. И тоа моите прогнози се остварија. Шведска многу лесно победи, исто така и Латвија со својот противник, така да на крајот кога дојде време ние сами да решаваме, знаеме дека ќе биде ако не 3-0 барем 3-1, а со тоа кога видовме дека Швајцарија го изгуби првиот сет од Украина во Швајцарија, се знаеше дека нашите момци ќе го издржат притисокот и ќе дадат се од себе. Станува збор за костурна репрезентација кој што на некој начин ги имате изградено вие. Уште од пионерските школи или ајде да не кажам преку одбојкарскиот клуб Струмица каде што вие сте континуиран. Како беше чувството? Кога ги гледаш своите деца и кога ја носат македонската селекција и го износеа тој товар до патот за еден историски успех Европско првенство. Многу ми е жал што сега не може да помогнат тука и Урдов, исто Стојан Илиев, исто и Ристо Николов, кои што се доста квалитетни играчи и заслужуваат да имат место меѓу првите 14 репрезентативци. Па сигурно годи бидејќи тие се играчи кои што од на своји 10-11 годишна возраст се почнале во нашите сали тука, во нашите студени сали, во нашите топли сали во текот на летниот период. Знаете, кога секој ден одиш со торбата на рамо на тренинг и не знаеш што очекуваш, али сега самите играчи после толку време веќините од нив се добри интернационалци со големи кариери, со веќе направи имали доста финансиски со доста финансиска положба, така да сигурно дека чувството може да кажеш да има уште време, уште повеќе играчи да правам, да има повеќе фина селекција, бидејќи одбојката е спорт висински, треба да се најдат играчи кои што ќе бидат околу 2 метра, кои што ако знаат да играат, барем да личат на спортисти, бидејќи ако немаш висина тешко се игра. Заслужува да ги споменеме браќата Никола и Ѓорѓе Ѓорѓев, искусниот Владо Милев, младите Филип Маџунков, Славен Љавтов, не го забравяме. Исто така Александар Љавтов, Васил Михаилов, капитенот на одбојкарскиот клуб Струмица, рековте и Јурдов се тука, дека може и Стојан Илиев исто така да даде свој придонес. И кога од оваа дистанца, ако те вратиме едно 10 години наназад, кога ги гледаше во спортската сала Парк и Партизан, како работеше со нив, веруваше ли дека тие деца еден ден ќе играат Европско првенство за Македонија? Секој тренер мора да верува во своите полени, бидејќи се знае да се станува играчи со многу работа. Сега играчите само треба да имаат среќа, да имаат некој човек што биде околу нив, да ми исправува грешките, да им тонува грешките, да ги опатува на свој на правиот пат, на правиот спортски пат. Само и клуб кој што ќе вложува во сето тоа. За среќа, нашиот клуб е клубашки клуб, не е школа за одбојка, него клуб со голема традиција, знаете, ова година славиме 72 години од постоењето, со многу титули, со многу репрезентативци, со многу плејада играчи кои што дале многу за македонската и југословенската одбојка. Значи, прво треба клубот да биде така ориентиран, за да може ако се работата како што треба професионално, тогаш играчите сигурно ќе сами по себе ќе видат дека се вложува во нив и дека имат потенцијал и тогаш они самите повеќе ќе дадат на тренинзите. Да ве прашам сега, работите, сте паралелно тренери на млади и на кадетите во одбојкарскиот клуб Струмица. Гледаш ли сега репрезентативци кои што може да ја продолжат таа традиција која што ја наметна оваа генерација?
Сигурно. Има ли деца кои што можат сериозно еве да го заменат Никола, Ѓорги, нели ги спомнавме младите, Да. Филип Маџунков, Славен Наков, Стојан Илиев исто така. Но имаме ли деца кои што може еден ден? Сигурно, Струмица е тако поднабија спортски град, знаете, многу талентирани играчи, само треба да се најдат, треба да се внесат во салата и со нив стручно да се брусат. Иначе, сега јас трек да дојдам тука, еден човек ме праша колку време ти треба да дојдеш до еден врховски играч, еден талентиран играч. Ми треба минимум 6 до 8 години да дојде да чукне репрезентација, значи со добра висина, со добра селекција, бидејќи има многу начини како се селектираат играчи, поготово да се најде и самата висина на тие деца. Па затоа, значи, тоа е процес кој трае минимум 6 до 8 години, зборам за талентирани играчи и деца. Ако не се талентирани, може плюс година-две, значи до 10 години има трпна работа и контролирано вложување од страна на клубот и на сите околу клубот, за да може да чукне на врат на репрезентација. Значи, тоа е долг процес, треба многу вложување. Го почувствували како личен успех ова што го направија и момците? Па сигурно, сегаш ми е кеф кога губиме, јас знам што губиме, знам и начинот на кој треба да се направи нешто, меѓутоа сегаш кога ги видам моите играчи, се знае дека тоа е успех, личен успех, успех на градот, успех на клубот пред себе, дејќи кога сега кога ќе од Европско првенство ќе пишува доаѓа до Струмица, град Струмица. Ако држава Македонија, сите тие што се генерали за играчите мора да ги пише кој град и кој клуб игра и така натаму. Значи се годи. Така. На 16 ќе бидеш дрепката. Еве, вие не сте во тој стручен штаб на репрезентацијата, не знам зошто. Вака, кои се оние селекции од 24 мислиш дека ќе им годат на нашите репрезентативци па да направат уште еден поголем успех? Па сигурно, сега на 16 ќе знаеме во која група ќе бидеме. Се исто во која група. Битно е таму сме веќе ќе бидеме присутни на тие жребувања, ќе бидеме присутни на тие таму сите збиднувања на одбокарски, тоа цел месец ќе има таму голема дружба. Секој што сака да научи може да гледа и тренинзи. Значи тоа е голем собир кај што се таму нема што да се крие, бидејќи секој носи нешто ново. Така. Сега ние не може да се носиме со првите 4-5 репрезентации, еве Србија, Полска, Франција, Италија тука и още 2-3 многу силни репрезентации. Да не случајме и соседна Бугарија. И Бугарија, тука меѓу 5 до 8 место, меѓу тоа сите екипи што се над 8 место, ние може да се носиме. Ако не заборави дека пред 2 години игравме финале на Европската лига со Словенија, изгубивме 3-1, а иста таа Словенија гостови сребрениот медал на Европското првенство кој беше во Бугарија. А ние се боривме рамо до рамо да освоиме златната лига, што вика, да влеземе во таа златна лига што беше бившата. Значи, имаме ни квалитет, само дај Боже сега играчите да бидат здрави. Прво, најосновно да немат повреди. Сега Никола Ѓоргиев ностоп се мача со повреда на коленото, така да он треба да биде здрав, фит, што се вика до стартот. Другите нова репутација фали уште двајца средни блокери. Тук мора да се појачат тие места, едно добро либеро. Така да со тие 3 играча има може преку 25 до 30% може да се направи добар квалитет и со тие 30% и сега тоа што си има да се бориме рамо не со тие што се репрезентации од 8 до 24 место. Може ли да подпреме новија позиции како Ока Струмица? Либеро, двајца блокери? Можеме, еве секој нас повторно го вративме Ристо Николов, верувам дека он ќе најде место во таа репрезентација, доста искусни играч, сега во своите најубави години, 28 години, големо интернационално искуство, многу квалитетен играч. Еве тука е Урдов, баш ни требаше Никола да се одмори, кога веќе не одеше, да се даде малку замахи на Урдов, кој што исто млад играч, 22 години. Така да не зборувам за Стојан Илиев, кој што е голем перспектива на македонската одбика, еден од најдобрите играчи моментално кај нас во Македонија. И значи се тоа ако се направи и ако добро се испланираат подготовките, добра работа и плюс тренер кој што може, кој ги знае играчите како да ги расфала местата, тогаш јас верувам дека ќе гледаме атрактивни одлична одбика. Ако ве повикат од страна на Одбокарската федерација да бидат дел од стручниот штаб, јас можам да бидам само прв човек, не може да бидам тренер. Тренер бев 10 години со Јошко, работевме заедно први ја внесовме Македонија во А дивизија меѓу тие 18, тога имаше А и Б дивизија и С, ние внесовме во 2004 година во А дивизија, значи зад мене стои големо тренерско искуство, така да на крај крајева секој тренер се познава по тоа дали има тренерско око. Ако има добро тренерско око, добар тренер. И само за крај да го привршиме овој разговор, еве, Ока Струмица, дефинитивно без конкуренција есенски шампиони, очигледно дека ќе немате конкуренција и во пролетниот дел.
Дали значи тоа атак на двојната круна и оваа сезона? Апсолутно, имаме доста квалитетна и стабилна екипа. Сега баш во моментот почнува преодниот рок, трае до 18 јануари. Ќе видиме како се движат другите екипи, иначе ако остане така како што е, имаме стварно големи шанси повторно да ги одбраниме двете титули, а се надам дека со тој квалитет и со ангажирана работа од управата и ние во стручниот штаб лесно ќе одбраниме. Така, ви благодарам Ричлиев што бевте дел од вестите на Канал Ви. Само подсетување дека македонската одбојкарска репрезентација обезбеди пласман на Европското првенство, селекција каде што постојано селекторот играше со струмичани во најголем број или 95% од играчите беа од Струмица. На паркетите ни сите оние дуели против Украина, Швајцарија, Унгарија, така натамо, но човекот кој што ги изгради тие момци е токму во студиото на Канал Вис, кој што веруваме дека наскоро ќе изгради и нови, што ќе бидат гордост на македонската одбојка. Благодарам господине Ришлиев што бевте дел од вестите на Канал Вис. Пријатно.